6 лица се обвинети за измама со брзите кредити, а за уште 33 е поднесен предлог за издавање казнен налог. Според обвинителството, обвинетите користеле лажни исправи и ги злоупотребувале личните податоци на оштетените граѓани, а преку електронски системи на финансиските друштва повлекувале брзи кредити на нивно име. Како што подетолно информираат од Основното јавно обвинителство на Република Македонија, обвинетите со умисла извршиле повеќе временски поврзани дејствија, што представуваат повеќе кратно остварување на исто дело, искористувајќи при тоа истраен однос воспоставен меѓу нив заради извршување на делото, исти прилики за користење на електронската апликација и други слични околности како што е невработеноста на лицата кои дале придонес за сторување на делото. Во информатичкиот систем на повеќе оштетените финансиски друштва внесувале невистинити податоци, за кои секој од нив знаеле дека не се вистинити и дека се постигнати со действија од други кривични дела, со што предизвикувале невистинити резултати при електронската обработка и преносот на податоците од Агенцијата за вработување на Македонија. Во ова им помагал еден од нив, кој бил службено лице вработено во Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и кој им ставал на располагање средства. Користеле лажни исправи и ги злоупотребувале личните податоци на оштетените физички лица и при тоа финансиските друштва повлекувале брзи кредити на нивно име. Намерата на обвинетите им била за секој од нив да прибават противправна имотна корист. Четворица од нив со вакви дејствија во периодот од февруари 2023 до јуни 2024 година, како вкупна последица ја оствариле последицата на потешко кривично дело, односно прибавиле вкупна имотна корист во износ од 2.509.808 денари, која е значителна. Останатите во текот на 2022 и 2023 година со поединични дејствија во помал износ прибавиле противправна имотна корист во вкупен износ од дополнителните 659.500 денари. За 4 лица кои беа офатени со истражната постапка, како што подетолно информираат од страна на обвинителството, јавниот обвинител донесе решение за запирање на истрагата, од кои за двајца не биле обезбедени докази дека учествувале во ова измамничка шема, а двајца бидејќи починале во меѓувреме.